Линеарното покачување од 2700 денари ги извади денес здравствените работници на протест со барање час поскоро да се регулира ова прашање и да се потпише анекс на колективниот договор. Овој протест е организиран во врска со непокачувањето на платите, кој што беше договорено, требаше министерот да го потпише и само сакаме да го изразиме нашето незадоволство и што побрзо да се потпише договор за покачување на платите. Поддршка синдикатот доби и од менеджментот на болницата, од каде потсетија дека во изминатиот период за здравството е направено многу. Оваа влада докаже изминатите години дека и покрај сите предизвици кои што ги имавме, знаете изминатите 3 години што се случувавме и со ковид пандемија, и со економска криза, и со енергетска криза која што сериозно ги оптерети буџетите и на државата и на клиничка болница, се најде начин да се покачат и платите и дежурствата на здравствените работници, се најде начин да на приватните специјализанти им се даде плата, да им се платат дежурствата, сите кофинансирани специјализанти да бидат трансформирани на неопределено време, така да се имаше слух и сенс за потребите на здравствените работници, со што многу пати се докаже и така да сметам дека во многу скоро време и ова барање кое што еве денеска синдикатот со овој предупредувачки протест го имаше, дека во најскоро време ќе биде завршено. Во организација на синдикатот на здравствените работници денес се протестираше во сите јавни здравствени установи во државата. Министерот за здравство е во оставка, а со овој протест сакаме да испратиме порака и владата да ги слушне нашите барања и да ги исполни ветувањата за покачување на минималниот личен доход. Сега просечната плата на една медицинска сестра со средно образование, заедно со дежурствата, е меѓу 24 и 25.000 денари. Покачувањето треба да биде 3.000 денари во бруто износ за сестри со средно образование, а 2.000 денари за сите останати. Таков беше договорот меѓу синдикатите и Министерството. Истакна Родна Ефремова, председателка на Кочанскиот огранок на самостојниот синдикат за здравство. Протестот на вработените во клиничката болница Штип и другите здравствени установи беше најавен пред 2 дена, а се одвиваше за време на паузата, така што сите активности на вработените се одвиваа нормално, а застој во прегледите на пациентите и нивното лекување немаше. Првично дел од барањата беа и исплата на јануарската плата која доцнеше поради хакирање на системот на ФЗО, но истата е исплатена во текот на вчерашниот ден.